Власта и опозицијата едногласно со 102 гласа за го изгласаа предлогот за разрешување на специјалната обвинителка Катица Јанева. За гласаа 120 пратеници, воздржани и против нема. Констатирам дека собранието го утврди предлогот за разрешување на Катица Јанева од функцијата јавен обвинител за гонење на кривични дела поврзани кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите. Иако извештајот од Советот на јавни обвинители за разрешување пред пратениците стигна со предзнак строго доверливо, председателот на Комисијата за избори и именувања Илија Димовски, повикувајќи се на изјава од екс-председателот на Советот Штериев, вели дека одлуката за разрешување се носи поради незаконско, несовесно и нестручно работење. Можам да се повикам на изјава на тогашниот председател господин Штериев Коле, кој што и самиот во неколку своји изјави потенцираше дека Советот на јавни обвинители поведува иницијатива за разрешување на специјалниот јавен обвинител заради тоа што констатирале незаконско, нестручно и несовесно работење на специјалниот јавен обвинител. И доколку се изведат одредени правни акробации за да се спаси господјата Јанева од констатацијата дека работела незаконски, нестручно и несовесно, тоа ќе биде на грб и на сметка на луѓето кои што се задолжени да ги спроведуваат правните процедури во собранието. Од пратеничката група на ВМРО ДПМН бараат титна седница на Советот на јавни обвинители. Јанева мора да биде разрешена денес со тоа да се потврди неколку годишните констатации на ВМРО ДПМН дека Катица Јанева и СЈО единствено служат како алатка за политички прогон, вели Мицевски. Јанева мора да биде разрешена денес, а со тоа се потврдуваат и неколку годишните констатации на ВМРО ДПМН дека Катица Јанева и СЈО единствено служеа како алатка за политички прогон, селективна правда и бранење на криминалиите на Зоран Заев и СДСМ. Од власта пак велат дека правда морало да има за секој што се огрешил пред законот. Координаторот Митревски наместо на темата за разрешување на Катица Јанева, својот термин за говор го искористи да ја обвини опозицијата за пропаднатите преговори за законот за јавното обвинителство. Тој додаде дека со ова ВМРО ДПМН ги кучат евроинтеграциите на државата. Политичките игри и манипулации со јавноста, што изминативе денови, а и денес, се обидува да ги протне ВМРО ДПМН, не поминуваат. Граѓаните точно знаат кој го штити криминалот и кој не сака да има одговорност за сите злоупотреби што биле правени. Дека ние, и како партија, и како пратеничка група, сме одлучни и истрајни. Правда мора да има. Целта за формирањето на специјалното јавно обвинителство не е исполнета, реагира и БЕСА. Координаторот Зендели вината им ја припише на политичарите, но дециден дека земјава е пред сериозен предизвик да се справи со криминалот. Ние имаме се уште проблеми со правниот систем. Не само тоа го констатираме ние, туку ова го констатираат и меѓународни релевантни институции дека имаме проблеми. И ние не правиме ништо, туку едноставно го затвараме една институција за која сме имале и разлики. Од ДУИ пак бараат ветингот за сите јавни функционери да биде веднаш спроведен. Имаме потреба од неселективна правда, вели Артан Груби. Без политички научари, партиски научари, без етнички научари, туку со научари на правна основаност за да се поправат грешките од селективната правда. Сега на потек е Советот за јавни обвинители, кој по извештајот од собранието треба да ја донесе конечната одлука за разрешување на Јанева. Алфа од своји извори дознава дека вечерва ќе заседава и Советот, а членовите обвинители веќе се известуваат за нивното присуство. Инаку за конечната одлука е потребно двотретинско мнозинство, односно од вкупно 11 јавни обвинители, позитивно за предлогот треба да гласаат 8.